Го паметат многу генерации, меѓутоа верувам ќе го паметат и овие кои што сега вежбаат заедно со него на тема едукација за физичка активност. Ова утро зборуваме со професор Лазар Иванов. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, ви благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Одлично, одлично. Како и секогаш. Не случајно ја одбравме оваа тема. Зборот едукација. Едукација за најмладите, меѓутоа и за повозрастните. Колку е таа битна кога станува збор за спортот, за физичката активност? Многу е битна да се фатат работите уште од најмали нозе, да се запознаат дечињата со значењето на физичката активност, најпрвин преку вежби низ игра, а потоа и на посериозни рекреативни активности или класични тренинзи. Се започнува од дома, меѓутоа продолжува на организирани тренинзи и тоа може да им помогне на дечињата не само во нивниот секојдневен живот, туку дали ќе бидат професионални спортисти или ќе се одрази тоа на здравието, сепак има големо значење. Споменавте и вие се почнува од дома. Колку е важна врската родител-дете кога станува збор за физичката активност? Дали доколку родителите вежбаат, се посветени на здравиот начин на живот, таа љубов кон новој начин на живот ќе се пренеси на нивните деца? Од исклучително значење е родителите низ личен пример да им покажат на децата како треба. Едно е да им зборуваат, најчесто родителите кажуваат се што е најдобро за нивните дечиња, меѓутоа децата најмногу примаат она што го гледаат и го копираат. Колешката Јована спомена, го паметиме Лазар уште од времето, ги паметиме неговите тренинзи. Колку се разликуваат тие тренинзи тогаш кои вие ги имавте како инструктор и овие денеска? Има ли разлика кај вежбачите во сала? Има разлика и кај вежбачите и кај тренерот. Така да тогаш кога започнував како млад тренер професионалец, беа класични тренинзи, беа насочени повеќе главно на резултати, како и сега, меѓутоа сега доста повеќе се внимава и на онаа социјална компонента. Вежбачите, тренинзите се насочени повеќе кон рекреација, интензитетот е намален, пред се во функција на здравието, меѓутоа има и дружење меѓу вежбачите, интересно им е, забавно им е и едва чекаат да дојде време за следниот тренинг. Често знаеме да кажеме ќе почнеме да вежбаме од утре, ама зошто не од денес? Еве денес имаме променливо време, врнежливо, меѓутоа вие сигурно веќе го имавте вашиот прв тренинг. Веќе заврши и првиот и вториот утрински тренинг, најпрвин дома, потоа и во сала. Времето се менува, меѓутоа секој време е добро време за вежбање. Така да не смееме да се оставиме, тоа треба да ни стане рутина, навика, начин на живот. Низ годините ви се менуваа вас навиките кога станува збор за вежбањето или останавте исти како на почетокот? Навиките во однос на менување на различни типови на активности. Најпрвен започнав како гимнастичар, понатаму продолжив со рекреативно со кошарка, па со фитнес и така на факултетот за физичко образование, спорт и здравје имав прилика да ги пробам скоро сите спортови. Животот ми е исполнет со физички активности, најголем недостаток е што нема време за да ги практикувам сите. Да, меѓутоа има време за вежбање во сала заедно со сите вежбачки кои што сакаат да бидат дел од сите ваши тренинзи. Во последно време кој повеќе сака да вежба, мажите или жените? Вежбаат и мажите и жените, зависно од активноста. Мажите се насочени повеќе кон зголемување на мускулна маса, силови активности, додека жените повеќе на аеробните активности. Се повеќе присутно интересот кај жените, за разлика од минатото, така да тоа ме радува и само нека продолжат така. Најчесто прашање веруваме за колку време ќе намалам килограми. Колку често знаат да го поставуваат тоа прашање вашите вежбачи? Освен она, ќе почнам да вежбам од утре или од први, најчесто прашање е за колку време и за колку најбрзо време. Меѓутоа, требало време за да се доведат во одредена состојба и така треба време и за да дојдат во некоја подобра физичка кондиција, треба да бидат стрпливи, нема резултати преку ноќ. Магични пилули, магични тренинзи, такво нешто не постои. Кога станува збор за водата, колку често треба да се пие вода според вас? Дали да речеме ние 2 литри на вода кои што секој можеби практикува да ги пие во текот на денот се доволни? Па 2 до 3 литри, зависи од тоа каков начин на живот имаме, колку практикуваме физички активности. Кога ќе се појави жетта, веќе е доцен знак, така да треба да се хидрираме повремено и во текот на целиот ден. Сакам да споменеме и она што се случи неодамна. После 18 години се вративте повторно на сцена, награда државен шампион за фитнес, физик, ветерани. Така да тоа излезе сосема случајно, сосема непланирано. Јас сум во добра физичка подготвеност постојано.
Меѓутоа, последните 4 години многу се посветив на вежбачите, животни предизвици и така натаму. За прв пат се доведов до физичка форма што не ми се допаѓа и одлучив да повлечам линија и да направам одлични резултати. Така да, таму кај што вежбав, ми дадоа предлог да излезам на надпревар. Ми беше смешно, чудно, се нашаливме, меѓутоа вечерта си помислив зошто да не. Така да излегов на надпреварот, помина се супер, беше привилегија и чест да се дели сцената со сите тие луѓе, мажи, жени, помлади и повозрасни и невидена енергија. Така да пред 18 години мислев дека време е да се пензионирам, да биде готово со надпреварувањето, меѓутоа после ова што се случи сега, планирам до 100 години и понатаму да продолжам исто така. Бевте ли предизвик за помладите генерации? Па јас се надам дека сум инспирација, како што многу луѓе биле инспирација за мене повозрасни, а сега гледајќи ги помладите и помладите се инспирација за мене. Исто морам да кажам дека и моите вежбачи се огромна инспирација и предизвик за мене. Кога сме кај вежбачите, што едно прашање. Кој е највозрасниот вежбач и дали годините кога станува збор за вежбањето се само број? Се надевам дека нема да ми замери. Професор Ирена, 67 години и е највозрасна, најспремна, дури поспремна и од тренерот, така да чест ми е што е на моите тренинзи и се радувам и се надевам дека ќе продолжи и понатаму и ќе биде инспирација како за мене, така и за останатите вежбачки. Физичката активност е здравје. Благодарам многу на одвоеното време и се разбира ќе ги поканиме сите кои што сакаат да бидат дел од вашите тренинзи. Ви благодарам и на вас за можност и за поканата.